Брза пруга за патнички и товарни возови од Табановци до Гевгелија, модернизирана железничка станица во Скопје, поврзана со аеродромот на метрополата. Ова е проектот кој за 5 години целосно треба да ја промени сликата за македонската железница. Стратешкиот договор со Обединетото кралство отвара потенцијал кој земјава ќе ја бетонира како најдобриот, најбрзиот и најисплатливиот транзитен пат за железнички сообраќај од сите аспекти. Железничката траса целосно ќе се реконструира, а паралелно со постојаната ќе се изгради уште една, со што ќе се овозможи сообраќај на патнички возови со брзина од 160, односно товарен, до 120 км на час. Веруваме дека од моментот на подпишување на договорот помеѓу Македонија и Британија ќе треба некој период од околу 9 месеци каде што ќе се направи прво предфизибилити студија, физибилити студија, животна средина, кога ова ќе биде целосно завршено во некој рок од 9 месеци почнува градбата и од тој момент би требало за 5 години да биде завршена комплет, што од сега наредна година дена како инфраструктура ќе дадеме максимални напори да рехабилитираме дел од нашава траса во државата. Веќе во моментов имаме посериозни активности на повеќе од места каде што има движење со 20 на час и 30 да го вратиме приближно до проектирана брзина. Првиот човек на македонски железници инфраструктура Ивановски најави дека есенва ќе започне целосна реконструкција на делот на железничката пруга од Рачево до Илинден, како и делот од Зеленниково до Скопје. Во меѓувреме ќе се реконструира и железничката станица во Скопје. Македонија има одлична инфраструктурна, географска и стратешка позиционираност и тоа треба веднаш да се искористи и паралелно со другите инвестиции на коридорот 10 во другите држави, еднаш и за секогаш да се забетонира Македонија на мапата на товарниот железнички сообраќај како најдобриот, најбрзиот, најисплатливиот транзитен пат од грчките пристаништа до европските дестинации. Низ европските метрополи возот и метрото се најкористените превозни средства. Кај нас граѓаните скоро и да имаат заборавено дека имаме железнички сообраќај, кој до минатата година скоро и да беше замрен.